Во годината кога славиме 100 годишнина од раѓањето на Блаже Конески, со чувство на неизмерна гордост и среќа можам да ви кажам дека ни е многу драго што заеднички се вклучивме во чествувањето на оваа јубилејна година. Се заблагодарувам на професорот Владко Тасев и на вас учениците од Земјоделско-шумарското училиште Ѓорче Петров за соработката. Накратко ќе кажам неколку збора за значењето на Блаже Конески за кодификација на македонскиот современ литературен јазик. Во исклучителни времиња за еден народ се раѓаат и исклучителни личности, а има ли поисклучително време за македонскиот народ од времето во кое тој ја извојува својата слобода. Конески имаше верба во своите знаења и во своите предиспозиции, знаеше дека и во мал народ може да се роди голем човек. Блаже Конески е роден 1921 година во Небрегово, се школувал во Прилеп, Крагуевац и Белград. Во Софија завршил филологија. Член е на трите државни комисии кои при крајот на 1944 година на кодификацијата на македонскиот современ литературен јазик, утврдувајќи ги неговите азбука и неговиот правопис. За тие негови активности Конески ќе рече: примањето на азбуката и правописот означи голема придобивка за нашиот народ на културно поле. Со тоа се кладе крај на стихијата на развитокот на нашиот литературен јазик и се направи решителен чекор кон неговото унифицирање. Со тоа се затврдија основите на македонската писменост. На крајот на оваа година ќе се исполни цел еден век од неговото раѓање на 19 декември 1921 во Небрегово. Тоа значи оваа година е посветена на паметењето и на чествувањето на неговото дело. Колку што е символика, толку е иронија на балканската историја што и по 100 години од неговото раѓање македонците повторно ја бранат не само посебноста на македонскиот јазик и на македонската националност, туку и правото на нив, и тоа пред сета европска јавност. Со право вели Славко Јанески: Блаже никогаш нече е минато. Тој е и денес со нас посилно од кога било досега. После ова исцрпно кажување за овој великан на нашата култура, јас не би додал ништо во врска со него. Се е кажано и навистина нема потреба за него да се кажува. Тоа е една маркантна фигура која што го обележи својот век и оваа цела година е наменета во негова чест. Со учениците од нашето училиште решивме да се вклучиме во ова чествување на оваа маркантна личност, на оваа важна културна личност и да оствариме едно поетско читање со кое ќе ги оживееме неговите стихови, но и негови кажувања од личните негови мемуари.